Странското мешање и манипулација со информации, СММ и представува една од најсофистицираните закани за демократските процеси, националната безбедност и општествената кохезија. Тоа не се само лажни информации. СММ е стратегиско, организирано и намерно искористување на информации од странски актери за да се влијае врз одлуките на граѓаните, институциите и владите. Зошто некој би манипулирал со информациите во една земја? За да се создаде влијание, политичко, економско или геостратегиско. За подобро да се разберат целите за ваквите кампањи, Европската Унија го разви моделот 5D. Замислете избори во една земја. Граѓаните донесуваат одлуки врз основа на информации. Вообичаено токму тогаш се активираат странските мрежи кои сакаат да го променат исходот на изборите. Како го прават тоа? Моделот 5D најдобро го илустрира тоа. Првиот чекор е отфрли. Се напаѓаат и се дискредитираат новинари, граѓански активисти или експерти кои предупредуваат на ризици. Следен е искриви. Реални информации се вадат од контекст или делумно се извртуваат. Например, вистински економски податок се прикажува како доказ за катастрофа. Потоа се оди кон одвлекување на вниманието. Во деновите пред избори, медиумскиот простор се преплавува со сензационални скандали, измислени безбедносни закани или наводни тајни документи. Целта е да се изгуби фокусот од вистинските проблеми. А кога вниманието е изгубено, следува подели. Тука странските актери ја играат најопасната карта – создавање конфликти. Преку лажни профили се поттикнува етничка, политичка или идеолошка нетрпеливост. Целта е едноставна – разделени граѓани значат послабо општество. И на крај доаѓа разочарај. Се создава чувство дека изборите се бесмислени, дека сите се исти и дека ништо не може да се промени. Паѓа излезноста на изборите, а следствено и легитимитетот на институциите. За борбата против СММ и потребни се медиумска писменост, критичко размислување, независни извори на информации и силна соработка меѓу институциите, медиумите и граѓанското општество. Отпорноста е колективна работа, а вистината нашата најсилна алатка.